комисијата, почитувани гости на комисијата. Добре дојдовте. Јас сега на самиот почеток би сакала да изразам жалење, затоа што иако во неколку наврати ние алармираме, сепак покажуваме дека иако сме членови на комисијата за европски прашања, никако продолжуваме со неевропско однесување. Меѓутоа тоа ќе оставам јавноста да суди. Председателя, бидејќи ме повикавте, кое што сметам дека е крајно непрофесионално, затоа за јавноста и за колегите ценам дека треба да ве потсетам на член 62, кој што вели дека председателот на собранието заедно со подпредседателите се грижи за остварување на правата на пратениците и за обезбедување услови за нивна работа. Токму на таа седница, бидејќи вие, како председател на комисијата, заедно во координација со председателот на собранието, можеби со подпредседателите, или уште подобро, заедно во координација со парламентарното мнозинство, требавте да обезбедите услови за нас, пратениците. Во овој случај, секогаш повеќе во насока на дискусија и дебата бевме ние како опозиција, сакавме да земеме учество и на Комисијата за европски прашања, меѓутоа и да учествуваме на дебатата на пленарната седница. Од тука ќе беше коректно и професионално сите соодветно да се искоординира, наместо денеска вака непрофесионално, во најмала рака да се повикуваме, но оставам на вас и на колегите овдека сите да проценат дали треба понатака да се продолжи со еден ваков однос и комуникација. Повторно ќе кажам, многу далеку од комуникација и дебата која што треба да наликува на Комисијата за европски прашања. Денеска за македонската јавност сакам да прочитам што имаме ние на дневен ред денес во собрание и токму македонската јавност ја процени дали токму парламентарното мнозинство се обидува да носи брзи закони, лоши текстови на закони. Еве ќе го извадам само последниот наслов, го имам испринтано на Алса телевизија од вчера. Вели сметководителите да се повлече законот и да се преработи. Тоа е апелот кој што е стигнат, како една теза во насока на текстовите на законите, но за македонската јавност многу е значајно да биде информирана. Денеска во 12 часот беше закажана во сала 6 Комисија за здравство. Во 12 имаме прес, во 12 часот имаме основање на интерпарламентарната група за поддршка на правата на ромите, нивна инклузија и интеграција. Понатака во 12:15 повторно имаме прес, во 1 часот е Комисијата за транспорт, врски и екологија, во 1 часот е Комисијата за европски прашања, во 1 часот е законодавна правната комисија, во 13:10 е законодавна правна комисија со втора седница, во 13:30 е Комисијата за транспорт и врски и екологија. Ценам. Без понатака дополнително да додадам и да прашам и да коментирам за условите во моментот во кој што работиме, како ова се согласно мерките, па потоа дали е испочитуван членот 225 во однос на снимка и пренос и многу други работи. Јас би можела сега, ако вие би сакале процедурално да навлеземе, па понатака да подсетам како одредениот закон овдека во целост ние го имаме усогласено со регулативата уште во 2006 година. И многу уште вака во вашиот стил во кој што парламентарното мнозинство милува понекогаш да дискутира и ова доди во недоглед. Меѓутоа поентата е овдека сите да почнеме поодговорно да се однесуваме. Најверојатно тежината е повеќе кај парламентарното мнозинство посоодветно да се координира. Жалам доколку имате неколку недоразбирања таму во парламентарното мнозинство, ние тоа можевме да го видиме и со интерпелацијата на господинот Димитров. Меѓутоа, ќе ве молам вашите внатре партиски, внатре парламентарни некоординации понатамошно да не се преливаат во работата на комисиите, затоа што ние како опозиција сакаме да учествуваме во работата на сите комисии, сакаме да дадеме поддршка во работата на сите дополнителни работни тела кои што се во рамките на собранието, но не на брз и неквалитетен начин, туку на начин на кој што би можела да дебатираме,
а потоа тоа да биде соодветно имплементирано и конечно граѓаните да почувствуваат придобивка од нашиот мандат. Ви благодарам. Пред да и дадам збор на gospođa Снежана Калевска, накратко